Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Македонија 2025. И ова не го кажувам само за да потврдам во која година живееме, туку за да ви најавам за што ќе зборуваме вечерва. Иницијативата Македонија 2025 или како што ја нарекуваме Македонија 2025 и сето она што го има направено низ годините, луѓето кои што ги има поврзано, младите кои што ги има стипендирано, првичната замисла и идеја и каде се движи во иднина. Вечерва велам добро вечер за главниот извршен директор на Македонија 2025 Никица Мојсовска-Блашевски. Добра вечер. Добро вечер. Кажав дека идејата, односно иницијативата Македонија 2025 пред се како и се започнува со идеја која што се раѓа некаде повеќе од 20 години во 2020 и во 2003 година, меѓутоа некаде во 2007 година почнува да функционира како невладина организација, односно ја добива онаа форма која што ја има и денеска. Ако се навратиме наназад 20 години, ајде да повториме која беше првичната идеја, првичната иницијатива за Македонија 2025 и зошто токму ова име Македонија 2025. Ви благодарам на прашањето. Морам да кажам дека не сум била лично сведок на тие почетоци или настани, меѓутоа секако од она што го кажува членовите на одборот на директори би раскажала како почнала иницијативата. Најпрво со претседателот Борис Трајковски, кој што го барал еден од основачите на организацијата, Мајк Зафировски. Тогаш Мајк доби позиција извршен директор на Моторола, огромна компанија, ултра успешна во тој момент, една од 500 компании листирани во Fortune и така натаму. И тоа било еден телефонски разговор првичен во кој што Борис Трајковски буквално рекол како можеме да го искористиме потенцијалот на диаспората, не бараме ништо, меѓутоа како може да помогнете во економскиот развој на Македонија. Потоа, иако почнале со некои разговори, не почнала реална активност. Неколку години подоцна Бранко Црвенковски го посетува Торонто, Канада, каде што македонците еднаш годишно се собираат на еден огромен настан и повторно апелот до собраните македонци во диаспората бил ајде да направиме нешто, да го искористиме вашиот потенцијал да ја помогнеме на Македонија. И тогаш еден истакнат член на нашата диаспора, Џон Битов сениор или постариот, собрал неколку помлади луѓе во тоа време, тоа се Мајк Зафировски, синот негов Џон Битов и Митре Кутановски, и вели ајдете, вие сте млади, морате да ја помогнете на Македонија. И така почнува некоја неформална група, неформални средби, неформални типови на поддршка. Меѓутоа, тоа се разработува како идеја и 2007 година доаѓа до регистрација официјално на организацијата. Организацијата е регистрирана како невладина организација во САД и Канада, потоа се отвори канцеларија во Скопје. Денес, извршната канцеларија е во Скопје, броиме околу 10 членови на тимот, имплементираме годишно околу 40 програми кои што се однесуваат главно на образование, развој на таленти, меѓутоа и поддршка на бизниси. Меѓутоа, многу релевантно е прашањето зошто Македонија 2025, бидејќи визијата на основачите била дека до 2025 година Македонија ќе биде развиена земја, демократска земја, која што е членка на Европската унија и на НАТО алијансата. И не само тоа, туку како организација имаме поставено таргети, цели кои што би требало да се постигнат до 2025 година. Тие таргети се главно макроекономски индикатори, како стапка на економски раст, како стапка на невработеност, извоз, меѓутоа вклучуваат и демократија, корупција, владење на право, комбинација на индикатори кои што навистина мерат дали земјата е развиена, демократска, дали има владење на правото, односно е дел, велиме, од западноевропскиот свет. Така што тоа е нашата позната матрица или дешборд за следење на економскиот напредок, која што го мери напредокот, меѓутоа исто така и прави споредба, бидејќи секогаш се е релативно, колку имате напредок и така натаму, правиме и споредба со земјите од окружувањето и кои што ги нарекуваме земји врснички, меѓутоа и земјите кои што се сега нови, односно од пред многу години нови членки на ЕУ, кои што ги нарекуваме аспиративни врснички или каде мислиме дека треба да стигнеме. И тоа го правиме како организација. Меѓутоа, за жал, стигна 2025 година
најголем дел од тие таргети не се постигнати, така што остануваме посветени на нашата мисија, тоа е Македонија да биде најпросперитетна земја во регионот. Ке позборуваме за тоа како и можеби зошто не ги остваруваме овие мисии, кои што не само се мисија на самата Македонија 2025, туку и на Македонија како држава. Меѓутоа, ако сега сме 2025 година, можеби не сме членка на Европската унија, сме членка на НАТО, ете, еден од тие стратешки цели е остварена. Но како ќе се насочат вашите идни активности? Дали ќе се задржи истото име, дали ќе ја задржи истата форма, дали ќе останат оние стратешки цели поврзани со борба со корупција, економски раст и секако дали останува се уште на аспирација за, односно, вложувањето во вештини, знаења, врски за да стане Македонија членка дел од Европската, односно да биде членка на Европската унија? Благодарам на прашањето и многу убаво кажавте дека мисијата на нашата организација всушност се совпаѓа со мисијата на земјата, или барем се надам дека се совпаѓа. Тоа е да имаме земја која што е народски кажано побогата или земја во која што животниот стандард на граѓаните е повисок и квалитетот на животот е подобар. Дали организацијата останува, значи се надам дека ќе биде вечна, кој што ќе биде вечна и државава, меѓутоа токму ние размислуваме затоа што ние го мериме прогресот на земјата, меѓутоа си го мериме и нашиот прогрес, или јас би рекла нашиот импакт. И постојано во нашата организација главна тема е тоа дали правиме доволно, дали сме постигнали она што сме сакале, кој е импактот врз државата, дали ги имплементираме вистинските програми. Споменав дека имплементираме околу 40 програми годишно. Дали може би треба само една да имплементираме, меѓутоа импактот да биде поголем. Тоа се вечни теми. При тоа да кажам за гледачите дека ме најавивте, јас сум директорка на Македонија 2025, меѓутоа имаме неколку тела, значи имаме одбор на директори кои што во моментов број 18 директори. Така што јас им одговарам, нив се шегувам секогаш и сите тие ги имаат истите прашања или истите дилеми. Дали е правилниот пат ова што го правиме, дали можеме да поместиме ние нешто. Меѓутоа, мислам дека сме одлично позиционирани, имаме одличен капацитет. Програмите кои што имплементираме, споменав дека се главно образование, поддршка на таленти. Кога зборам образование, тука опфаќаме програми од помлада возраст, значи од ученици во основно образование, средно, високо образование, меѓутоа нашите обуки исто така се и за извршни директори, менаџери, че буквално еден цел диапазон во сите категории, да кажам, делуваме на различен начин. Исто така споменав и програми кои што се за директна поддршка на бизнисите, каде што дали преку експертска помош, дали преку поврзување со нашиот диаспората, им овозможуваме да растат, да почнат да извезуваат или да ги прошират своите пазари, да зголемат продуктивноста, конкурентноста, че многу интересни програми. До сега јас можам да кажам дека ова можеби е субјективно, меѓутоа мислам дека ефектот што го имаме постигнат е огромен. Споменавте дека пред некој ден имавме на конференција самит кој што се одржува еднаш годишно, каде што навистина од 700 присутни гости, јас велам 60% од гостите или биле дел од нашите програми како индивидуи за нивен професионален развој или пак преку нивните компании. И тоа е навистина импресивна бројка, ако барем малку сте придонеле тие лидери да станат подобри лидери, да ги пораснат своите компании или пак на младите сте им помогнале да завршат добро образование, сте ги менторирале, сега станале добри менаџери или работници, тоа е навистина огромен импакт. Меѓутоа, знаете, секогаш се прашувате што можеме повеќе да направиме, дали треба да ги смениме нашите програми, дали треба подиректно да влијаеме, дали треба да критикуваме, дали треба да помагаме на владите. И низ годините, 18 години од официјалното, да кажеме, основање, како што спомнавте, сме имале и различни програми, сме мислеле дали треба да го смениме својот начин на делување. Имаше период во кој што како организација многу помагавме за привлекување странски инвестиции, тоа се оние почетоци на инвестициите 2007-2008. Имало периоди кога повеќе сме работеле директно со владите на создавање на подобар деловен амбиент, дали е тоа воведувањето на рамниот данок и така натаму. Меѓутоа денес како организација сме и организација која мисли или она што го нарекуваме think tank, меѓутоа и организација која што спроведува програми или think and do tank, буквално сме така позиционирани. Ке постоиме, се надам, уште многу години, не заради тоа да ја задржам својата работа, меѓутоа за да правиме убави работи за Македонија, меѓутоа можни се промени во нашиот начин на делување. Оваа година доста размислувавме и за името на организацијата, дали треба да се
промени, бидејќи означува некоја временска рамка, меѓутоа одборот одлучи да го задржи истото име, бидејќи сепак тоа рефлектира една почетна аспирација, значи од 2025 што да се постигне, па може би подсетување, јас велам за сите нас, дека за жал не сме направиле многу до сега. И тоа да не биде подсетени дека треба да работиме индивидуално сите ние како општество, бидејќи споменавте дека и стипендирате и односно работите и со индивидуалци, меѓутоа и со компании, меѓутоа за тоа малку подоцна, бидејќи го споменавте самитот, овогодинешниот самит, многумина како и секоја година го очекуваат да дојде, бидејќи тоа е едно место каде што буквално се вмрежуваат луѓе од различни профили, доаѓаат лидери од светот, сегашни, актуелни, поранешни, доаѓаат предприемачи, визионери, па се разменуваат многу искуства и идеи, и оно што е важно е вмрежувањето. Кој беше можеби фокусот на овогодинешниот самит, бидејќи имавте исто така бројни не само гости кои што беа вклучени во панелите, меѓутоа голем број на луѓе кои што го посетија самиот самит. Која беше носечката, можеби порака или цел на овогодинешниот самит? Видете, самитот прерасна во најголем настан што постои во Македонија, па дури и во регионот. Оваа година го имавме 14-тото издание, имавме 700 гости. Меѓутоа, самитот не е само конференција, тој трае 2 дена како конференција или во форма на панели, интервју и така натаму. Меѓутоа, пропратно се одржа уште 10 обуки, работилници, сите оние гости кои што доаѓаат, сакаме да ги искористиме, да направиме, пак ќе споменам, поголем импакт или ефект, да не биде само една панел дискусија од 1 сат. Имаат состаноци, работилници со владени институции, со бизнисите, приватен сектор и така натаму. И навистина е импресивно тоа што се случува. И сега како ние го замислуваме или како јас размислувам за самитот? Прво, како платформа за размена на знаење и искуства. Бидејќи споменавте, имаме гости од земјава, гости од регионот, меѓутоа и гости од диаспората, па пријатели на гости од диаспората и така натаму. И навистина еден импресивен настан каде што ги спојуваме знаењата од истокот и западот, каде што зборуваме за теми за кои што немаме време или немаме знаење да зборуваме во друг период, секако нели обвиени со нашите секојдневни проблеми. Така што мислам дека на самитот успеваме да ги заборавиме секојдневните проблеми и малку пошироко да размислуваме и малце да ни се развие амбицијата и мотивацијата, дали е тоа за реформи, дали е за фирмите како да растат повеќе, дали е за нас како индивидуи, како ние да растеме и професионално и приватно повеќе. Така што мислам дека е неколку дена на инспирација и мотивација, која што јас велам, се надевам дека после преминува и во акција, дека не само мислиме таму, размислуваме или се амбицираме, туку потоа навистина тоа и го применуваме. Тоа е едниот дел, другиот дел е она што го споменавте, мрежувањето. Значи, навистина, бидејќи ние нудиме можности таму за состаноци, B2B состаноци, така натаму, користиме разни апликации за поврзување на гостите и мислам дека тоа е исто така или еднакво иста и голема улога на самитот да направиме мрежување на бизнисите. Дури и бизниси што се во Македонија, верувајте дека тогаш се запознаваат или тогаш утврдуваат дека има можност за соработка и бизниси од регионот, секоја година имаме представници од бизниси од регионот, понатаму од диаспората, така што одлучивме пред некоја година дека колку посветуваме внимание на официјалниот дел, на панелите, на дискусиите, толку посветуваме внимание на неофицијалниот дел, односно на можностите за мрежување. И тоа навистина функционира. После секој самит спроведуваме една анкета за задоволство, да кажам, на гостите и таму ги прашуваме и дали сте имале состаноци. Значи, импресивни се бројките кои што тие ги остваруваат како средби. Се надам дека од тие произлегува и соработка, не само можност, туку понатаму и соработка. Така што неколку дена пред самитот, кога е навистина се страшно изгледа, страшно си велам дали ни треба оваа цела активност така натаму, меѓутоа еве сега после самитот си велам да, следната година мора да биде и поголемо и поубаво, дури нема ни простор каде да го правиме со 700 гости. Секој панел имаше голем број на различни панели, никако оваа година беа фатени повеќе теми од образование, политика, расна, особено како што рековте на земјите од истокот, па искуствата на земјите од западот, голем број на предприемачи, гости и актуелни поранешни политичари, меѓутоа она што можеби највеќе привлече внимание во јавноста, што е од една страна и нормално, беше секако панелот кој што вие го водевте со премиерот Христијан Мицковски, на кој што се зборуваше генерално за иднината на Македонија, економскиот раст,
каде се движи Македонија, меѓутоа исто така беше доста интересен и оној разговор кој што го водеше основачот на Рамбал Крис Павловски заедно со Пауло Ардоино, кој што е главен извршен директор на Тетхер, кој што еден ќе го објасниме секако, меѓутоа оно што е важно е дека станува збор за еден сериозен иноватор, бизнисмен кој што прави огромни промени кога станува збор за начин на кој што се користат парите, плаќањето и се останато. Меѓутоа, нема да зборувам конкретно за овие панели, туку што вие, лично вие, понесовте од овие панели, бидејќи едно е, нели, кој е вашето учество во својство, вашата функција на Македонија 2025, меѓутоа што вие лично, како индивидуа, понесовте од овие панели, бидејќи можеби тие пораки, инспирации, сето оно што се зборуваше и на индивидуално ниво, меѓутоа и на тоа каде се движи Македонија, исто така е многу значајно. Ке ме извините што ќе го одговорам прашањето малку пошироко. Се надам дека е во ред. Ние како организација, значи постојано нашата мантра е како до повисок економски раст. Значи со тоа легнуваме, со тоа стануваме, се дискусии се водат врз основа на тоа, бидејќи без економски раст нема просперитет на државата. И не само тоа, туку знаеме, сме имале периоди кога стапките на економски раст биле навистина големи, знаеме дека можеме да ги постигнеме, дали е тоа 5 или 6% и така натаму. Дај Боже и повеќе. Така што ние пред една година како организација излеговме со еден документ, се нарекува една визија за забрзан економски раст, каде што ги поставуваме основите што ние мислиме. Сега не сакам да биде дека ние само советуваме, споменав дека и имплементираме програми, меѓутоа што ние мислиме е клучно за да дојдеме до тие стапки на економски раст. Таму велиме најмалку 5% стапка на економски раст. И сега видете, таа како платформа би ја нарекле, ние ја промовиравме, тоа беше пред парламентарните избори. Имавме средби со сите политички партии, разговаравме, објаснувавме зашто мислиме дека тие елементи се значајни и морам да кажам дека од сите имаше навистина голем интерес. Би рекла дека мерките кои што беа таму влегоа во изборните програми предизборните програми на речи сите политички партии. Јас велам 95% од нашите предлози се дел од програмата на владата 2024-2028 година. Не велам дека ние неопходно сме ги иницирале, меѓутоа добро, тоа значи дека имаме иста визија или ист поглед што е важно за да се развиваме на долг рок. Темите кои што се таму обработени, тие беа обработувани на самитот. Значи ние, сам знаете, можеби однадвор не изгледа така, меѓутоа сите активности, се што правиме е еден затворен круг, односно сакаме на повеќе начини да иницираме реформи, да помогнеме во реформи, да ако треба ние да ги спроведеме и така натаму. Така што самитот беше замислен како место за дискусија, почнувајќи од економскиот раст, како до повисок економски раст. Сакавме да прикажеме различни модели на економски раст, бидејќи секај како макроекономист малку зборувам и како лице кое што на времето бил дел од тимот за диалог со Европската унија и така натаму. Значи, ние еден подолг период влеговме во мантрата дека нашата цел е зачленување во ЕУ. Меѓутоа, видете, нашата цел е повисок животен стандард. Зачленувањето на ЕУ е еден од начините или можеби средство како да се стигне таму. Меѓутоа, да не заборавиме која ни е целта. Сега, до таа цел може да се стигне на други начини. Зачленувањето во ЕУ е еден од начините, меѓутоа има и други. И сакавме на самитот да представиме и други приказни од други земји. Секако имавме како гостин поранешен министер за финансии од Полска, како земја членка на ЕУ. Понатаму сакавме да видиме други искуства. Сме зборувале за искуствата на Сингапур. Сега беше фокус на искуството на Грузија, како земја која што еден период имаше многу високи стапки на раст. Споменавте, сакавме малку и искуствата на истокот, дали е тоа Абу Даби или Емиратите, дали е тоа Саудиска Арабија. Значи, едноставно да си ги прошириме видиците, едноставно да сватиме дека има многу различни начини за економски раст, меѓутоа, знаете што беше нишка во сите тие примери, дека ако имате силна визија, ќе стигнете таму. Значи, најважно да имате визијата и да верувате дека ќе стигнете. Потоа, мора секако да се имплементира, да се спроведува и ќе стигнете до таа визија, дури земји како Саудиска Арабија и така натаму. Значи, тоа беше почетокот или почетните панели. Кои се начините до повисок економски раст? Понатаму преминавме во еден дел каде што се фокусиравме на странски директни инвестиции, меѓутоа би рекла и инвестиции воопшто, бидејќи економскиот раст на долг рок може да се постигне само со повисоки инвестиции. Ќе зборуваме, се надам, малку повеќе за тоа. И потоа преминавме во делот кој што е повеќе кон бизнисите, технологии, вештачка интелигенција и така натаму, а завршивме со панел кој што прикажа искуства на наши од диаспората,
кои што тука инвестирале, кои што работат тука и сакаат да ги споделат своите позитивни впечатоци и искуства. Не само македонци кои што инвестирале во Македонија, туку имавме примери од Албанија, од Србија. И така се затвори една целина на тоа како до повисок раст. Бидејќи ме прашавте за мојот впечаток, споменав дека сум економист или макроекономист, за мене се изразува бруто домашен производ и за мене навистина главната дилема е како да стигнеме повисоки стапки на економски раст. Оно што јас се моите впечатоци, да кажам, од самитот е дека имаме план како до таму, меѓутоа мислам дека мора пообединети да бидеме, односно ни треба многу работа. Значи не е едноставно, дури да кажете ќе имаме големи инфраструктурни проекти, тоа ќе доведе до разна бруто домашниот производ, толку проценти така натаму. Си ги знаеме проблемите во државата. Знаеме дека има проблеми со експроприација на земјиште, знаеме дека проектите не секогаш не се добри, знаеме дека планираме високо ниво на капитални инвестиции, меѓутоа реализацијата е ниска и така натаму. Ние си ги знаеме проблемите. Така што мислам дека таму продискутиравме подлабоко за некои проблеми. За некои не продискутиравме, меѓутоа слушајќи ги искуствата од другите земји, Грузија ми е секогаш вака како најсветол пример, мислам дека се мотивиравме дека можеме, па еве имаме начини или би знаеле како да стигнеме до таму. И вклучително и моето интервју со премиерот беше во таа насока. Ајде да видиме кој е развојниот модел. Пред неколку дена излегоа проекциите на Светска банка, кои што проектираат доста низок раст на македонската економија од 2,6%. Премиерот споменува проекција од 4%, значи да видиме која е разликата, како ќе дојдеме до тоа. Според вашето искуство и во делот на економијата е потребно на Македонија за да може да има добар економски раст. Ги споменавте странските инвестиции, споменавме дека треба да се стави и фокус и на домашните бизниси, соработката можеби со диаспората. Дали треба да привлекуваме некои наши кои што можеби се во диаспората, поношто беше зборувано да се гледа на Македонија како на Швајцарија на Балканот. Која е нашата можеби формула, како гледате на тоа за имајќи предвид дека имавме доста тешки години позади нас, како да се насочиме? Кој е според вас гледиштето на тоа каде Македонија треба да се движи? Прво мислам нешто околу што се сложувам и доста беше споменувано на самитот е дека сме мала земја и тоа е предност. Во многу елементи е предност, веројатно. Да сме го гледале досега многу често како мана, меѓутоа треба можеби перцепцијата на нештото да ја смениме. Мислам дека е предност. Полесно можете да се организирате, полесно да спроведете реформи и така натаму. Така што мислам дека тоа ни е предност која што треба да се искористи. Како јас ги гледам работите? Прво ајде вака по-економски или од повисоко гледано, па потоа ќе кажам што мислам дека се практичните проблеми. Прво, и тоа е нешто за што се залага нашата организација, тоа е велиме нулта толеранција за корупција. Знаете, некако ми е малку криво што првите денови, првите впечатоци од самитот беа дека се зборува за корупција и така натаму. Значи не сакам тоа да е главната порака, меѓутоа потоа кога размислив, тоа е главната порака, дека не сме да има корупција, дека корупцијата го уништува општеството и уништува економијата. Да не зборуваме за трагичните настани кои што ни се случија, на кои рефлектираше и претседателот на владата. Значи не може да има корупција, меѓутоа тоа изборувавме дека едноставно бројките се високи, дали се тоа 53% од компаниите кои што во 2024 година велат дека биле предмет на корупција, дали е тоа 82% од граѓаните кои што велат дека се сигурни дека ќе им се случи некоја корупција и така натаму. Меѓутоа, она на што јас се осврнав таму е дека велиме дека корупцијата е проблем, не сакаме да бидеме предмет на корупција, меѓутоа од друга страна над 40% од граѓаните велат ќе платам ако треба само за да ми се заврши некоја работа. Тоа се над пола милион граѓани. Значи ние не ја сакаме корупцијата од една страна, меѓутоа од друга страна јас велам има и понуда и побарувачка за корупција, така. Дури мислам дека и некорумпиран политичар врз на нашите ургенции, на нашите притискања и така натаму, на крајот ќе стане корумпиран. Така што не можеме никого да обвинуваме, тоа ми е идејата. Значи не смееме да ги обвинуваме политичарите, зашто и ние сите или над пола милион граѓани се дел од таа корупција. Значи ако продолжи корупцијата, навистина не можеме да имаме високи стапки на раст. Не е тоа, не можеме да живееме подобро или поквалитетно. Секојдневниот живот е загрозен, не само. Сега што друго ние мислиме или јас мислам дека е важно, дигитализација.
и не е ова некој базворд кој што јас сега така го кажувам затоа што е модерен тренд. Силно верувам дека дигитализацијата може да помогне во многу елементи. Најпрво да создаде поефикасни јавни услуги или поефикасна администрација. Знаете, сето на чекање, носите барање или предмет во архива, го архивираат, од таму оди на друго место, од таму физички, значи 3 дена патува физички во некоја институција предметот, па го гледаат, па го одобруваат, па изготвил, контролирал. Значи тоа е еден долг пат во кој што се вклучени сите предмети, барања и така натаму. Така што верувам дека дигитализацијата навистина ќе го смали тој процес, ќе направи администрацијата поефикасна. Не, добро, тоа несумно ќе значи загуба на некои работни места, меѓутоа она што е важно дека и граѓаните и бизнисите ќе добијат подобри, поквалитетни услуги и неизвестноста ќе се намали. Вие точно ќе знаете за колку дена ќе ви се заврши предметот, можете да го следите на екран во која фаза е предметот, па дури и владата може да рече, аха, значи тука се тие точки каде што застануваат предметите, ајде да видиме, можеби законската регулатива не е добра, треба да подобриме нешто и така натаму. Значи мислам дека тоа е многу важно и според мене дигитализацијата може навистина да ја намали корупцијата. Значи секогаш кога немате директен контакт помеѓу клиент или нели лице, граѓанин, дали е бизнис и лице од администрација, тоаш можноста за корупција е многу намалена. И кога имате транспарентност, го следите цел предмет како се одвива. Така што за мене и за нашата организација тоа е една од најважните работи. Втора работа е деловното окружување. Знаете, порано ги имаш оние рейтинзи, doing business и така натаму. Секогаш тие, да кажам, рангирања, мерења си имат и своји негативни страни, меѓутоа има една позитивна дека некако можете да се мотивирате и инспирирате да бидете подобри на рангирањата, па да правите реформи кои што се корисни. Некогаш има и некорисни реформи, да не се навраќам на doing business. Меѓутоа, според мене недостасува една нова регулаторна гилотина, да ја кажам, значи повторно чистење на законите. Мислам дека има постојана продукција на закони, постојани измени така натаму и сигурна сум дека во сите тие закони има елементи кои што воопшто не се потребни. Елементи кои што го зголемуваат административниот товар на компаниите и на граѓаните, сега зборувам за двете страни, меѓутоа елементи кои што сепак и основа за корупција. Значи, не можам да сватам како документи кои што веќе постојат во владините системи, вие кога одите, не знам, да вадите лична карта, ви бараат извод од матична книга. Зошто? Тие податоци се таму во системите владини. Така да, има интероперабилност, треба да се разменуваат. Зошто вие да носите нели документи или кај нас кога ќе речеме општината е дигитализирана, јас велам што вели, па онлайн се поднесува барање за нешто. Па тоа не е дигитализација. Дигитализација е да не ви побараат документи. Се она што може да го соберат од другите институции, нели да влезе таму и на крај да ви излезе еден документ кој што можете само да го испечатите или може да го испратите некаде и тоа е валиден документ, а не да ви се бара печат, подпис и така натаму. Така што мислам дека деловното окружување може многу да се подобри. Знаете, ние како организација доста работиме и на застапување, и на промена, и на закони и така натаму. И ако ме прашате накратко да објаснам или да кажам какво искуството, би рекла вака, се е комплицирано. Ама буквално се е комплицирано. Непотребно искомплицирано. Секој еден чекор што се бара од вас, секоја законска измена, се е едноставно комплицирано. И вие влегувате во тој систем. Знам дека живееме во тој систем. И некои работи ни се нормални. Меѓутоа, ако видите искуство од други земји и така натаму, ќе видите дека не, тоа навистина не е нормално. Може да биде многу поедноставно. И ние, значи, ако ви побараат, не знам, потврда за неосудуваност, па ние одиме физички во судовите, вадиме, па тоа трае, па така натаму. Најголем дел од граѓаните, например, не знаат дека тоа може да се извади и онлайн, ама грешката е на двете страни. Зошто не сте ги едуцирале па граѓаните? И ние си прифаќаме дека тоа е процесот, одиме, чекаме, така натаму. Значи многу може да се поедностават процесите. Дали е тоа паметна регулација, значи намалување на регулацијата, паметна регулација и не знам сега како ќе ме разберете вие гледачите, меѓутоа за мене сега го спомнам пристапувањето кон ЕУ, ние тргнавме по еден погрешен пат на пристапување. Погрешниот пат е нормативно. Ние тргнавме да ги менуваме законите, да ги правиме како законите во ЕУ или усогласување на правната регулатива или со ЕУ аки. Меѓутоа, суштината на пристапувањето кон ЕУ е да создадете подобри услови и за живот и за работа, да создадете владење на правото, демократијата да се подобри, мобилност на стоки, услуги и лица и така натаму.
А ние земавме другата основа која што е само законодавството да го нели да го направиме покомплементарно со тоа НЕУ. Така што ги искомплициравме процесите наместо да ги искористиме добрите придобивки од тој пат, да кажам, на кај ЕУ. Значи регулативата сум сигурна дека мора да се менува. Друга точка која што би ја спомнала, тоа се инвестициите. И приватни и јавни инвестиции. Се радувам што започна еден циклус еве со да кажам ефтини кредити, така кажано од унгарскиот заем. Значи се надам дека ќе почне еден циклус на инвестиции во приватниот сектор, ни треба и посилен циклус на инвестиции во јавниот сектор, во инфраструктурата. Македонија како земја во развој има големи инфраструктурни потреби кои што не се персе или само за себе, туку тие се важни и за граѓаните, важни се и за бизнисите. И последно, она за што се залагаме ние како организација, тоа е како да се искористи потенцијалот на диаспората. Не знам, има луѓе кои што се скептични, кои велат тие ништо не инвестираат или така натаму, меѓутоа прво инвестираат, број 2, ако има корупција, никој нема да инвестира, така, мислам. Значи повторно се враќаме на вкусното канцерот на нашето општество, корупцијата. И доста треба да се промени и прилагоди нашата регулатива за да станеме земја која што е отворена за диаспората и си ја сака диаспората. Препреките за диаспората се многу големи, ги третираме како комплетни странци, дали е тоа при доаѓање во државата, при вадење дозвола за престој, при вадење и обновување на документи во консуларните представништва и така натаму. Значи, мојот став е дека треба да креираме подобри услови за диаспората, па потоа да се жалиме евентуално ако нема резултати. Ќе направиме тука една кратка пауза за реклами, но се враќаме назад за кратко. Би сакала да продискутираме за вашиот конкретен импакт кога станува збор за младите, бизнисите и се останато што го правите како Македонија 2025. Почитувани, правиме тука кратка пауза, но за кратко и многу брзо се враќаме назад во студиото. Се враќаме назад во студиото, го продолжувам разговорот со Никица Мојсовска-Блажевски, главен извршен директор на Македонија 2025. Зборувавме за тоа како вие лично како економист, меѓутоа и како Македонија 2025 гледа на иднината на Македонија, кои се клучни точки на кои што треба да поработиме и кои што дефинитивно треба да им се обрне внимание. Меѓутоа, дел од активностите кои што ги правите, а верувам дека и на тој начин би ја подобриле еднината на нашата држава, и доколку на правилен начин ги насочиме младите, идните генерации, меѓутоа и им дадеме одредени вештини и алатки и на индивидуално на младите, возрастните, меѓутоа и на компаниите. Би сакала да позборувам за делот кој што е исто така ваш фокус, а тоа е едукација на младите. Одредени давате и стипендии, меѓутоа и одредени програми специфични и адаптирани за различни групи, како што и веќе кажавте, од основно па се до високо образование. Како и каков е фидбекот од младите, односно дали има реален опиплив фидбек од како ќе се инвестира, да речеме на таков начин во нивната иднина? Апсолутно, и знаете, сега ќе се навратам, не сакам толку да зборам за себе, меѓутоа како економист, порано за мене само бројките говореле, така би рекла. Се сакав да е квантифицирано, се да е изразено во бројки. Веќе 6-та година сум во Македонија 2025 и некако го менувам својот пристап кон работите, бидејќи знаете, топлиот збор или убавиот збор од лица, фирми кои били учесници во нашите програми едноставно ве стопува и сваќате дека ефектот е многу поголем од тие бројки кои што ги кажувате. Така што би споменала неколку програми кои што ги имплементираме. Споменав стипендии, меѓутоа ќе кажам дека нашите стипендии не се само стипендии, прво се финансиска поддршка и тоа нашите програми се насочени кон деца кои што се од ранливи категории на домаќинства, дали е тоа посиромашни, дали е тоа рурални средини и така натаму. Значи, имплементираме програми кои што стипендии, меѓутоа поврзани со менторирање, понатаму со поддршка во наоѓање на, дали е тоа на пракса, меѓутоа и поддршка во наоѓање на работа. Инаку, најголема програма, тоа е програмата која што се одвива преку Атанас Близнаков фондацијата, преку која даваме стипендии од $2500 годишно на студенти на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Околу 500 студенти ги добиле нашите стипендии досега. Меѓутоа, како што споменав, системот значи стипендија заедно со менторирање и поддршка.
И нешто што провеува ни сите наши програми, ние велиме нели не само да зборувате, туку така и да делувате, секогаш сакаме програмите да ни се со највисоко ниво можно на транспарентност, на отчетност, квалитет и така натаму. Така што, на пример, за програмите поврзани со стипендиите, развивме една посебна алатка или софтвер кој што се некој Scholarships, каде што апликантите ги аплодираат сите документи, системот прави првична селекција, значи ги чита документите, прави пресметки, она дигитализација што вие рековте за одржавате, дека ја користиме кај нас, значи и на тој начин ние добиваме транспарентни, објективни, да кажам, резултати, секако има и комисија која што потоа ги разгледува, меѓутоа со сите програми сакаме да воведеме екселенс или извонредност. Таа ни е една од најголемите програми, една програма која што навистина ми лежи во срцето, веќе 4-та година, 5-та, односно оваа година ќе организираме, тоа е камп за технолошка извонредност за деца на возраст 11 до 15 години. Зошто ми е толку мила, бидејќи тоа е една недела обуки за роботика, програмирање и така натаму, меѓутоа сакаме да ја поврземе со изворната, да кажам, работа на организацијата, тоа е диаспората, така што во таа програма значи поврзуваме деца од диаспората и деца од Македонија и учат за роботика и кодирање, а и се запознаваат. Бидејќи ќе кажам дека нашата диаспора старе, значи веќе имаме 4-ти генерации во странство кои што ниту го говорат македонскиот јазик, ниту имаат роднини или пријатели тука, односно причина зошто да дојдат. Така што таа програма ми е многу мила и мислам дека треба да ја прошириме, и тоа за сега ресурсите човечки главно ни се толкави. Понатаму имаме програма Лидер. Тоа е програма за обука за млади претприемачи, каде што доаѓаат инструктори од Ivy школата за бизнис од Канада, една од првите 5 рангирани школи, 10 дена мини MBA обука, ги учат сите основи на бизнис, подготвуваат бизнис планови, ако веќе имаат бизнис и бизнис планови ги подобруваат, значи има и компонента на менторирање. Таму мислам дека веќе имаме околу 500 алумни од таа програма, 14-15 години се одвива, може и повеќе програмата. Значи, кажувам дека со текот на годините импресивна бројка имаме на алумнисти низ програмите, кои што се надам дека прават промени во општеството. Прво прават промени нели во својот личен и професионален развој, своите бизниси, меѓутоа и промени во општеството. Понатаму имавме доста програми кои што се однесуваат на STEM образование, обуки за млади деца. Минатата година започнавме координација и соработка со компании, каде што главно од цела Македонија, каде што главно работат лица кои што се мануелни работници со основно образование. Идејата ни е да ги зголеме аспирациите на нивните деца, односно да ги извадиме од тој циклус на ниско образование, сиромаштија, кои што се пренесува низ генерации, така што правевме околу 500 деца беа дел од тие наши обуки за STEM образование. Во самите компании ги правевме по една недела и кога ќе слушнете сведоштва од децата или од родителите, навистина им го менувате животот. Имавме една прекрасна програма STEM-увај како девојка, каде што млади девојки од цела Македонија ги поттикнувавме да студираат STEM, да бидат инженери, јас велам, наместо на сегрегација по родова основа и така натаму. Тоа се програми кои што ги менуваат животите на младите, меѓутоа и општеството го менуваат. Овие 2 години спроведуваме една голема програма наречена Науката и јас, каде што паралелно правиме обука на наставници, како подобро да предаваат наука и правиме сајми за наука, каде што децата експериментираат, прекрасна е атмосферата и на школите им донираме цели сетови за експерименти, бидејќи немаат сетови, знаете, да учете природни науки, а без притоа да има експерименти суво парното учебници, некако не ги мотивирате децата да сакаат наука. Тие се програми вака насочени кон млади, понатаму имаме обуки за извршни директори, значи тоа се лица кои што веќе се искачиле на корпоративните скалила. Значи не застанувате само за млади, туку и оно што значи долгорочно инвестирање во знаење и вештини, односно учиме цел живот. Менторирате, тоа значи успешни веќе реализирани луѓе, не само млади. Во која насока? Апсолутно, тоа се обуки кои што се одвиваат, значи вака, исто да кажам дека нашите програми 95% се одвиваат во Македонија. И тоа мислам дека е корисно. И тоа е едно од постулатите на организацијата, дека го користиме знаењето, потенцијалот, па и финансиските ресурси од диаспората, а сите програми ги имплементираме тука. Меѓутоа 2 програми имплементираме во странство, тоа се обуките за извршни директори и за средно ниво на менаџери. Едната е на Kellogg школото за бизнис во Америка, другото е на Queen's универзитетот во Канада, каде што наши извршни директори годишно околу
12-13 одат на највисоко ниво на обуки, тоа се извршни обуки. И јас сум била учесник на такви обуки кои што навистина ви ги прошируваат видиците, учите многу и меки вештини, нешто што ви недостасува. Можете да се споредите со вашите, да кажам, колеги од цел свет, бидејќи на тие обуки има навистина од цел свет учесници, така што работиме и понатаму и ги подобруваме нивните и практични вештини и така натаму, меѓутоа и лидерски вредности. И заради тоа велиме, сметаме дека тоа доведува до повисок раз на компаниите каде што тие работат, подобро работење, меѓутоа исто така и општествени промени, бидејќи промовираме лидерство базирано на вредности. Се надеваме дека сите стануваме понатаму и подобри луѓе. Тие ни се програми во областа на образование и таленти, другите програми ни се поврзани со бизнисите. Не би ги наведувала сите програми, и тоа генерално директна поддршка имаме од канадски експерти кои што доаѓаат работат со домашни бизниси. Ако може да резимираме, тоа значи дека искуството кое што го имаат и нашите во диаспората, меѓутоа и веќе луѓе кои што се таму, нели, канаѓани, го се обидувате да го несете тука во македонските компании како искуство на македонските менаџери и бизниси. Апсолутно, тоа е идејата на организацијата. При тоа, сега еве, малку се шириме на истокот, со нови членови на одборот на директори од истокот, меѓутоа и навистина ги видиме и приказните од таму и што можеме да научиме од таму, и она што ни е најважно да правиме многу поврзувања. Во минатото, јас велам, не сме ги мереле. Знаете, секој ден кој што ќе го поврзете со некој член на одборот на директори, или ќе го поврзете некој од диаспора што ќе им ги отвори видиците, или патиштата за извоз и така натаму. Не можете да го мерите, меѓутоа пред некоја година воспоставивме една платформа, повторно користејќи дигитални алатки, се вика Connect2MK, каде што се регистрираат наши бизниси, се регистрираат наши од диаспора, потоа се прави поврзување и тие меѓу себе работат, ги менторираат, може да се договорат тоа да биде и буквално на консултантска основа и така натаму, значи да го искористиме знаењето на диаспората. И сето тоа, морам да кажам, функционира на база на доброволно учество, на донирање на време и знаење од наши од диаспората, на наши индивидуи тука или пак на наши компании тука. За крај би сакала да ве прашам, имајќи предвид сето ова што го разговаравме, од начинот на кој што инвестирате и во младите, инвестирате во знаење, во вештини, во стратегии, помагање во подобрување на законодавството, борбата со корупцијата и сите оние точки на кои што треба да се работи во Македонија. Каде ја гледате Македонија можеби за 5 години и за 25 години од сега? Добро, би сакала да сум оптимиста за нашата држава и би сакала Македонија да биде земја која што е навистина со висок просперитет, земја каде што, ќе кажам, едноставно поубаво се живее, бидејќи секогаш ги потенцирам убавините на Македонија и секој кој што живеел надвор, кој што го осетил тој живот така натаму, може да спореди да каже дека ова е прекрасно место за живење, само треба сите малку повеќе се потрудиме за да најпрво за да го оцениме тоа што го имаме, а понатаму и за да биде ова по-просперитетна држава. Значи, пак ќе кажам, секој оној кој што е вклучен во корупција, кој што бара ургенции, секој оној кој што бара на лесен начин да заработи или да работи, секој оној кој што чека на ред да биде вработен во јавна администрација и така натаму, сите тие работи едноставно не влечат надолу. Сакам да ги надминеме како општество и мислам дека со силно лидерство тоа се постигнува. Лидерство и примери од лидерите. За жал сме имале многу искуства на лоши лидери, на неубави приказни така натаму и тоа знам дека како општество не фрустрира и не влече надоле, меѓутоа мислам дека имаме сила, знаење и дека можеме напред. Ние како организација секогаш се нудиме, велиме во било кој капацитет, дали тоа да е како знаење, дали тоа да е како поддршка на реформи, дали да спроведуваме ако треба реформи, дали во финансиска смисла, значи ние сме секогаш спремни да бидеме рамо до рамо со сите што сакаат промени на подобро, дали е тоа владата, дали е тоа академската заедница, бизнис асоциациите и така натаму. И мислам дека тргаме на тој пат, ама ни треба уште малку да си ги прифатиме негативните страни и да почнеме да ги менуваме. И за многу години од сега Македонија ја гледам како убава земја, чиста земја, земја во која што нема корупција и земја во која што сите имаат надеж. Ви благодарам многу за вечерашното гостување. Благодарам и вам.
почитувани, тоа беше вечерашното издание на За или Против. Верувам дека се инспириравте, можеби на поинаков начин, на поинаква перспектива за иднината на Македонија, за тоа што можеме да направиме денеска за подобро утре. Ви посакувам да имате добар остаток од денот и убав викенд пред вас и секако останете на фреквенцијата на телевизија Алфа. Поздрав!